Останува непознато како власта ќе се справува со според нив лажните вести после конститутивната седница на телото кој ќе се бори со оваа проблематика. Новинарите, кои се најзасегнати во оваа област, беа повикани да ги слушнат највисоките државни функционери што имаат да кажат, но можност да постават прашања немаше. На представниците на медиумите не им беше дозволено ниту да присуствуваат на работниот дел од состанокот. Јас ви благодарам на присуството. Сега говорам за представниците на медиумите, на новинарите. Овде го затвораме отворениот дел на денешнава дискусија и координативна седница. Ќе дадеме кратка пауза, потоа ќе почне работниот дел кој што ќе биде затворен за јавноста. Ви благодарам уште еднаш. А што можеа да слушнат медиумските представници? Што ќе се работи во однос на оваа проблематика не беше откриено. Реториката во отворениот дел со станокот се состоеше во тоа какви проблеми имплицирале лажните вести според функционерите од власта. Премиерот Зоран Заев се пожали дека договорот од Преспа бил жртва на лажните вести, мислејќи на оние кои го критикуваа истиот. Кампањата на дезинформации и лажни вести поврзани со договорот помеѓу Северна Македонија и Грција е одличен пример какви ефекти сакаат да постигнат ваквите лажни вести. Кампањата со лажни вести за договорот од Преспа имаше за цел да ги дезинформира граѓаните преку пласирање на лажни или искривени факти, да ги дестимулира да излезат на гласање, за да се дискредитираат референдумот, а најголемиот интензитет имаше за време и на самиот референдум. Мерки за справување со лажните вести не даде ниту првиот човек на Македонија, Стево Пендаровски. Тој кажа дека морало да се работи на подобрување на состојбата во медиумите, бидејќи без силни медиуми не можело да има демократија. Медиумите се столбот на една демократија. Општество во кое нема силни медиуми и квалитетни медиумски производи е општество во кое демократијата не може да се развива. Инаку владата, пред да ги затвори вратите за медиумите, најави дека ќе зголемувала транспарентноста.